Струмичката болница нема ингеренции да направи посмртно ковид тестирање за 49-годишниот маж кој вчера почина на инфективна амбуланта. Вчера по несовестното земање на починатиот од страна на група пријатели и роднини експресно бил и погребан. Управата на Струмичката општа болница се надева дека јавното обвинителство ќе реагира брзо, а со тоа ќе има и некаква разрешница за случајот кој вчера ја вознемири јавноста. Постмортен тест кај нас, мислам законски, не е предвидено. Нели со пациентот штом почине, веќе друга е процедурата понатаму за пациентот, за починатиот. Тоа може да се направи само со указ на јавниот обвинител под негова ингеренција, ако дозволи и ако нареди тој да се прави такви тестови. Инаку пациентот вчера умрение, што е откраднат едноставно од болницата, е погребан. Струмичката болница не беше центар на вниманието само со смртта на 49-годишниот маж. Попладнето некаде околу 16 часот на детско одделение било примено и 9-месечно бебе со тешка форма на бронхна пневмонија, а кое се лекувало претходните денови кај матичниот лекар. Покажаната лекарска помош состојбата на бебето се влошила, пошто за кратко време бебето инхибирало. Роднините реагирале бурно, но состојбата била смирена за кратко по пристигнувањето на полицијата. Детето е донесено заради акутна тешка бронхопневмонија кај детето, кое било 3-4 дена пред да биде донесено во болницата, лекувано кај неговиот матичен доктор. Откако виделе дека состојбата не се подобрува и го носат на педиатрија кај нас. Докторката го прегледува, му одредува терапија, кислородна поддршка се. И се влошувала состојбата и тие одлучиле да го пратат на детска клиника во Скопје. И викат да не биде така, на голо пратено, без никакво испитување, ќе му направиме баре една рентген снимка, тука кај нас, па да го пуштиме за Скопје. Кога се симнале од педиатриско одделение доле по лифтот, детето во лифтот направило еден кардиак арест, значи престанок на работата на срцето. Дали за бебето и за починатиот маж во Струмичката болница посмртно ќе се прават ковид тестирања, за сега немаме информација. Ке се чека одлуката на јавното обвинителство.